Веде градоначалникот на аеродром Дејан Митевски на социјалните мрежи објави дека Долно Лисиче добива современа и целосно премена спортска сала од 1500 метри квадратни. Одобрението е подпишано, а Министерството за образование и наука ќе започне изградбата во 2025 година. Се грижиме за секој дел од нашиот аеродром, напиша Митевски на својот Facebook профил. Општина Кисела Вода поднесе 5 проекти во Министерството за локална самоуправа, вклучувајќи уредување на реката Мала Рада, доградба на училиштето Невена Ѓоргиева Дуња, реконструкција на патот кон Пелинца, улица Ѓорги Димитров и доградба на основното училиште Кирил Пејчињовик. Градоначалникот Орци Ѓоргиевски изрази благодарност до премиерот Христијан Мицковски и владата за поддршката на општинските проекти. Општина Ѓорче Петров поднесе проекти во висина од 119 милиони евра до Министерството за локална самоуправа. Градоначалникот Александар Стојковски изрази уверување дека овие проекти ќе значат значително подобрување на квалитетот на животот и модернизација на инфраструктурата со поддршка од владата. Градоначалникот на Газибаба Бован Стевковски објави дека општината ќе изработи прва компаративна анализа на квалитетот на воздухот во урбаниот и руралниот дел за сите годишни времења. Ќе се постават мерни станици и ќе се разработат конкретни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот, што ќе се споделат со надлежните институции. Концертот «Нешто што ќе остане» во организација на општина Центар е одложен поради лоши временски услови. Градоначалникот Горан Герасимовски најави дека концертот ќе се одржи кога времето ќе биде стабилно. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу те